Човекот секој ден го оставаше својот папагал пред прозорецот и одеше на работа. Папагалот ги гледаше луѓето што минуваат и слушаше што зборуваат до вечерта. Еден ден, додека папагалот стоеше покрај прозорецот, младите што протестираа долу извикуваа: единствен пат е револуција. Следниот ден, додека десничарската младина протестираше на улица, папагалот почна да вика единствен пат е револуција. Кога ги слушнале овие зборови, младите десничари почнале да фрлаат камења по куќата каде што бил папагалот. Младите десничари ги испокршиле сите прозорци од куќата. Кога човекот се вратил дома, бил многу изненаден и дознал од соседите што се случило тој ден. Човекот му рекол на папагалот да не го повтори истото повеќе. Следниот ден, додека левичарите протестираа, папагалот почна да извикува паролата што ја слушна од десничарите: националистичкото движење не може да се запре. Овој пат левичарите фрлаа со камења по куќата и ги испокршиле сите прозорци од куќата. Кога човекот се вратил дома, не можел повеќе да издржи и го фрлил папагалот во кокошарник да стои заедно со кокошките. Кога го виделе кокошките, папагалот му рекле: абе курле, што се случи со тебе? Цел ден стоеше на прозорецот гледајки наоколу. Папагалот рече: ајде сиктер од тука, барем јас не сум во затвор за проституција како вас. Јас сум политички затвореник. Ви благодариме што гледавте.